Син му на богатиот што велел се што било поминало и што ќе биде ќе поминет. Чита Александар Станојков. Еден богат човек дошло редот и било од Бога здано да осиромашит до толку што за една корка леб да бидит астрет. Богатиот имал еден син многу умен и богобојазлив. Гледајќи син му нивната сиромаштија, му рекол еднаш на татка си и на мајка си: заошто толку да се мачиме со пустава наша сиромаштија и да бидиме астрет за една корка леб? Ја, а изнесете ме в чаршија и продајте ме на некој богат човек. Со парите што ќе иземите вие живеите, а јас кај што ќе работам да се ранам. Ве молам ова што ви го велам, еден саат понапре сторете го и ништо друго не ве чекат. Кога чуле татко му и мајка му од умното дете што му рекло, ич неарно му паднало, арно ама пустата гладо си заслепило и го однесле детето в чаршија, та го продале на еден богат селанец што живеел во едно ближно село до градот. По неколку месеци ја се смилило многу на мајката за сина е, за да си го види милото е чедо продадено во робство. Станала едно утро и отишла на село да си го види детето. Отишла во куќата од чорбаджијата, арно ама детето не го нашло дома, чунти било наорање. Отишла дури в поле за да си го видит. Кога ошла на нивата, го видела детето кај терал волоите со остенот да ораат. Ов бре чедо моje, ама зер за вака сум те гледала? Со остен волој да тераш и со опинци обоен да бидиш и селски алишта да носиш, цел ден на сонце да се печиш. Ами за вака сум мислила јас, море чедо моje. Ако, мајко, ако, се што било поминало и што ќе биде ќе поминет. Од која си го избакнала и си го измилувала, си потерало волоите да си орат, а мајка му си се врати плачејќи дома. По некое време, пак ја натекнало на мајката да појди да си го види синчето. Пак беше пошла и пак на нива беше го нашла кај што орат клаен во јаремо наместо воло. Спискала сирота да плачит и да пиштит, го грабнала да го бакнува и да го испрегнува од јаремот. Ов, чедо моје, срцето ми го изгоре. Дали за вака сум те гледала наместо вол да ораш? Леле, јас сирота, што сторив што ми те продадов? Ако, мајко, ако, му рекло детето, се што било поминало и што ќе бидит ќе поминет. Си ошла сирота жена плачејќи пак дома и му кажала на мажа е. Во тоа време се погодило да умри царот и се свикало се што е машко за да се одберит за кој да бидит цар. Откако изотишле сите луѓе во царскиот град, беше се наредиле сите луѓе на редови во едно широко поле и помеѓу сите луѓе било и детето што беше продадено за роб. Во тоа царство имало адет да врлаат еден гулаб на луѓето и на кого ќе застанит гулабот, тој цар ќе го клале. За късметот од продаденото дете на него беше паднал гулабот и него цар беа го клале. Од која беше му кажала жената на мажеот и син му орал наместо вол, голема мака беше му паднала оти син му да се мачит толку, арно ама немало што да чинит, чунти беше го продал за пари. Ја збрала една жената си и отишол в село кај чорбаджијата што беше го купил, едно за да го видит и друго да му речит да не го мачит толку, оти е греота. Ошле в село кај чорбаджијата и сина си не го нашле тамо. Синот ваш, пријатели, му рекол чорбаджијата, од роб што беше у мене, се воцари и цар се стори. Ве молам, појдете в град и видете го и израдувајте се со него. Кога чуле мајка и таткот и синот беше се воцарил, со голема радост беа тргнале и беа пошле кај сина си. Едно беше го виделе кај што седел на стол воцарен и беа го прегрнале, та беа го целивале и му рекле: сполај му на Бога, синко, сполај му што те куртулиса од робство и те направи цар. Како е Господ, не е никој. Вистина, татко и мајко, како е Господ, не е никој, ама се што било поминало и што ќе биде ќе поминит, да и ова ќе поминит, му рекол. Поседоа неколку дни татко му и мајка му при сина си и згонџаа за да си одат дома.
Многу се мачило детето да и кандисат да не си одаат, арно ама ним му било жал за куќата и за градот, та затоа не ќеле да седат. Најпосле, од која видело детето ти не ќе може да и задржит, беше и дарувал со стока за дури да се живи да јадат и пак да му останет. Од која си отишле дома татко му и мајка му, поминале бајаги време и пак му се посакало да одат кај сина си да го видат. Во тоа време, син му беше се поболил и од која видело ти ќе умрит, беше си направил една плоча на гробот со потпис на неа што пишувало «Се што било поминало и што ќе биде ќе поминит». И од која умрел, беше му ја клале на гробот. И по неколку месеци ошле татко му и мајка му кај царот да го видат. Дошле до портата и стражарот не ја пуштал да влезат, чунки царот што го барале тие пред неколку месеци умрел и гробот негов во филјан место му бил, му рекол така стражарот. Се вратиле назад плачејќи маж и жена и отишле кај гробот. Кога виделе, на плочата написано вака: «Се што било поминало и што ќе биде, ќе поминит». «Ов бре, синко», рекол татко му, «од умирачката што ти помина, што има друго да ти помини? Сите премрежиња ти поминаа, дури би жив». Си поплака и си потажија на гробот и се отидоа дома. По една година пак отишле во царскиот град маж и жена да му покадат гробот и да запалат една свеќа на сина си. Од која појдоа кај гробот што беше, гледаат гробот го нема никаде. Бре овде барале, бре онде го немало. Пошле при вардачот на гробиштата и го прашале за царскиот гроб за да му го каже каде е. Царскиот гроб, бре старци, новиот цар го расипа, прав и пепел го стори, за местото да не му се познаа кај што беше, чунки царот беше се налутил на него дека бил прво роб и после се сторил цар. Тогај дури беше поверувал татко му на зборот од сина си што му велел «Се што било поминало и што ќе бидит ќе поминит». И тогај рекол «И ова ќе поминит и вака не ќе останит».